Ова е подкастот за секого по нешто на дигиталната редакција сакам да кажам.мк. Јас сум Жанета Здравковска, денес разговараме со Елена Лотеска Наумовска, првата жена капетан на брод во Охрид, а со тоа и во Македонија, па и во регионот. Елена, здраво и честитки за чинот капетан. Ви благодарам, ми е задоволство и чест да бидам дел од вашата емисија. Денес се наоѓаме на бродот кој што го управувате Армада Блу, кој што воведува туристички новини во Охрид. Меѓутоа можам да кажам дека се работи за еден од најголемите бродови кој што сообраќа низ Охридското езеро. Пред малку добив информација дека е 27,5 метри долг, дека 40 тони е тежок и дека има капацитет од прилика околу 100 лица. А колку е тешко да се управува со толку голем пловен објект? Се е техника која што се учи, секако доколку си ја сакате професијата, не е ништо тешко. Често ме прашуваат како е тоа. Јас правам паралела исто како камион на мраз, затоа што не е само параметар правецот, имате други фактори, ветар, движење на вода. Меѓутоа повторно ќе кажам, се она што се сака, доколку се посветите, ќе се научи затоа што е техника. И првата жена во историјата, според информациите во енциклопедијата Британика, Елизабета Милер од Шкотска, која што живеела во 19 век, била ќерка на капетан, исто како и вие. Секако дека љубовта кон езерото, кон пловењето, кон бродовите го наследивте од вашиот татко, па сакам да ве прашам што значеше да се биде капетанова ќерка? Јас имав неретка можност, уште од моето најрано детство, да поминувам долго време на бродовите. Тоа време татко ми го возеше бродот Македонија, собственост на фабриката ЕМО. Секој лето, секој ден јас одев на тој правец, на таа редовна линија и чекав да го извади бродот од пристаниште, бидејќи бев многу мала, едве го достигнував кормилото. За потоа да ми го даде, седнував на едно високо столче за да можам да гледам и управував од Охрид до Свети Наум. Тоа ми беше задоволство. На која возраст беше тоа, кога го управувавте бродот Македонија? Трето оделение. Да, значи 7-8 години. Од тогаш. Така. И не ги заборавивте тие спомени. Како се чувствувавте? Исполнето, тоа беше љубов на прв поглед. Не ми представуваше никаков проблем, напротив, задоволство и бев среќна гледајќи го езерото, правецот. Така, ќе споделите ни со нас некој друг исто така спомен што ви останал од детството. Се надевам дека додека другите другарчи натрчаа низ улиците во Охрид, вие трчавте да стигнете до палубата. Да, претежно тоа беше летниот период, бидејќи сепак ова работа со сезонски карактер. Пак ќе кажам, мене никогаш во ниеден момент од мојот живот не ми представувало нити проблем, нити терет, напротив задоволство да бидам покрај езерото, да бидам на брод. Го правував, најпрво бродот Македонија, кој што татко ми беше вработен. Потоа направи помал брод, работеше како кафе-бар, па уште еден, тоа беше бродот Викторија. На бродот Викторија таму бев на сите работни позиции, од морнар, чистач, управувач, капетан, продавач на билети, шанкер, се она што го работевме на тој брод, на сите тие можни позиции. Тоа веќе беше јас додека бев средно школо и не ми представуваше проблем затоа што губам од забавите на моите соврсници. Мене ми беше задоволство дека еден голем број на гости ги испраќаме задоволни, со едно убаво крстарење, со еден убав спомен од Охрид. Возевме една тогаш популарна тура половина час до Канео и назад. Едноставно се пронајдов во тоа и тоа стана мој живот. Вашиот татко беше капетан 40 години и денес е во пензија. Сега го заменувате вие. Едно е да се порасне како ќерка на капетан, меѓутоа друго е да се преземе неговата животна професија како ваше звање натака. Каков беше ставот на вашето семејство кога кажавте дека ќе ви биде точно оваа професија животна, дека и вие ќе продолжите по неговите стапки? Дали ве поддржа или евентуално ви укажа дека не е проблемот тоа што вие сте жена во условно кажан машки свет, туку тоа што се нафаќате да работите една доста тешка и одговорна професија?
во ниеден момент никој не ме одврати, затоа што сите гледаат дека тоа е нешто, начин на живот, бродарството е начин на живот сепак и тоа е она што јас го одбрав, тоа е она што јас го сакав. Никој не ми го наметна и сите ме поддржуваа, од моите родители и мојот сопруг секако. Во ниеден момент не ме одвратија, ти си женско, што правиш, затоа што сите се свесни дека за да се управува со бруд не треба сила, иако сите имаме стереотип дека тоа е машка професија, не треба сила, не треба машка сила, не треба мускули, сепак е тоа техника која што се учи исто како што се учи како да се управува со авион. Не треба да поседувате енормна сила за да може да се управува авион. Така, порано лицата кои што пловеа, морепловци, да речам, требаше да знаат да читаат карти, да мерат агли, да работат со компас. Денес сето тоа е електронски. Кои се квалитетите што треба да ги посетува еден капетан? Во денешно време се користат нова технологија, тоа се радари, тоа се длабинометри, мерачи на ветар, на брзина, на јачина, имаме доста инструменти со кои што ни олесната работата секако. Имаме многу подетална прогноза, порано, ете се сеќавам повторно од моето детство, кај што често татко ми ќе кажеше види таму облаците, доаѓа невреме или има грбки на езерото, доаѓа ветар, биди припремена дека ќе почне ветар. Сега веќе тоа е олеснато во секој случај. Треба да се чита, треба да се предвиди, треба да се направи добра рута, како ќе се плови, каде ќе се плови и секако да се внимава и на временските услови. Колку е опасно Охридското езеро? Знае да биде непредвидливо, се работи за вода, вашата задача е во одредени ситуации да донесете одлука во неколку секунди, тогаш се зависи од вашата присебност и проценка. Може ли да ни откриете некои ситуации најопасни, да ги наречам, кои што сте ги доживеале пловејќи низ Охридското езеро? Тоа е езеро, ама често ние кажуваме дека е наше Македонско море, бидејќи знае да има бранови до 2 метра, кои што веќе стануваат опасни. Пак ќе кажам, сега имаме детална прогноза, доколку има најава за такво невреме, нема ни да испловиме, затоа што сепак продаваме едно уживање за патниците, треба да биде пријатно, треба да биде позитивно искуство. Меѓутоа, бидејќи езеро кое е околу 30 километри долго, знае да биде непредвидливо, на половина пат да фати некој ветар. Во тоа време треба, присебно да се процени правецот, јачината, да се знае каде ќе се оди, како ќе се сечат брановите. Сме имале такви ситуации кои што од нигде никаде почнувало невреме. Ве исплашиле тие ситуации? Не ме исплашиле затоа што знаеме кои се, како се, каде сме, што правиме. Имаме протоколи, во тој случај патниците доаѓаат во долна палуба да ги заштитиме од ветар, од дожд, од врешните влијанија. Се прати правецот, се стигнува, не треба да се бориме со брановите. Тоа ми беше едно прашање претходно, како се борите? Не треба да се бориме со брановите. Јас брановите и езерото ги гледам како партнер, со кој што треба да танцуваме и заедно безбедно да стигнеме до брегот. Тоа е она, треба да се слуша езерото, треба да се слуша ветерот, да се прати и да се најде еден заеднички начин да се стигне до брегот безбедно. Да. Дали постои некоја локација на Охридското езеро која што бара посебна предпазливост при пловењето? Дали делот каде што е најдлабоко езерото? Постои ли таква локација? Постои. На источното крајбрежје има 3 граници кои што ние си ги знаеме. Првата е кај хотел Метропол, втората е кај Пештани, односно хотел Десарет, и третата е кај црквата Заум. Таму реонот околу црквата Богородица Заумска, мислам дека е најнепредвидливиот, бидејќи таму знаат да дојдат ветрови во секунда. Така го нарекувате ли некако тоа место? Има ли некој име што е познато меѓу лицата кои што управуваат бродови? Ние се знаеме, тоа се тие 3 граници каде што како треба Бермудскиот триаголник доаѓа на некој начин. Не, знае да биде еден ветар до Метропол, од Метропол веќе како во друга зона да влегуваме до Пештани и од Пештани како во трета зона до Светинаум. И тоа ние си го знаеме и како мерка на предпазливост, знаеме дека прва рута ќе ни биде до Заум, од Заум треба да видиме каде ќе се движиме понатаму до Метропол, од Метропол може да ќе треба да скршнеме од правецот, па да се вратиме назад до Охрид. Меѓутоа, сепак тоа е повторно нешто што се учи, искуството ни го кажува и
Кои професионални фази треба да ги помине едно лице за да стигне до чинот капетан? Најпрво е работник на палуба, додека се запознаете со бродот, како функционира, каде е погонот и сите останати мерки за безбедност и протоколи. Потоа се полага за морнар, па имаме водач на палуба, па кормилар. Тоа е веќе време каде што го управувате бродот, меѓутоа не смеете да излезете без присуство на капетан. И на крај може да се полага за заповедник, односно за капетан. И тоа сето трае најмалку 3 години. Значи активна работа на брод најмалку 3 години. Вие неодамна го положивте испитот за капетан. Колку време чекавте со оглед на тоа дека немаше вакви полагања? И што се правеше во тој период? Се полагаше ли надвор доколку некој имаше неопходност од таа дозвола? За жал немавме можност да полагаме ни тука ни надвор. 2023 година и јас и мојот сопруг зедовме интернационални дозволи. За жал не успеавме да најдеме начин да се нострифицираат тие тука и чекавме да се отвори полагање за да може тука во Охрид да имаме можност да се стекнеме со тоа звање и да бидеме и официјално капетани. Добро, честитки. Благодарам. Двата положивте во изден и вашиот сопруг е капетан и сега кој кого слуша? Капетанот, капетанката или капетанката, капетанот? Зависи кој е главен, односно сега се два брода, така да ќе бидеме веројатно еден на едниот брод, еден на другиот брод, меѓутоа сепак треба да има разбирање и компромис, нема кој кого да слуша. Исто како во животот треба да се има компромис за се. Да, дали ве спои можеби љубовта кон езерото? Како се запознавте на брод? Нашата приказна е исто долга. Добро. Двајцата сме игрорци, се запознавме играјки во играрната група Отекс во Охрид. Значи капетани и игрорци. Игрорци, да. Бевме другари, патувавме низ светот заедно со игрорната. Додека бевме на студии во Битола, животот не спои. И понатаму го продолживме бизнисот на мојот татко со помалиот брод, сопругот доаѓаше, помагаше. Во меѓувреме ја отворив агенцијата, туристичката агенција и веќе само се чекаше момент каде треба да се вложи, да се инвестира во голем брод. Тоа се случи крајот на 2018 година и од 2019 дојде Армада, 2025 Армада Блу, така што ете, одиме понатаму. Така, сега управувате два брода, рековте Армада и Армада Блу. Кои туристички тури се најпримамливи за вашите посетители? Што е она понуда што ја нудите, со која што одскокнувате од сегашната туристичка понуда на Охрид и од каде најчесто ви се посетителите? Фокусирани сме на искуство за клиентите, да не биде тоа само превоз на патници на одредена дестинација, сакаме кога ќе дојдат гостите тука да имаат искуство и срекни сме што се повеќе туристи точно тоа го бараат, искуство со Армада, а не само крстарење по Охридското езеро. Имаме гости. Значи ова не е автобус, не, да речам, не. народски кажано за превоз, туку нуди посебни доживувања. Апсолутно дека да, затоа имаме бар на бродот, имаме различни видови напијалоци, од кафе до различни коктели. Организираме разни тимбилдинг активности, забави, свадби и секако тука ни се и мини конференции, а и редовните тури. Имаме редовна тура до Свети Наум, имаме редовна тура за Едисонце, која што ни е меѓу најактуелните, најпродаваните. Имаме нешто уникатно, тоа е Adventure Cruise, тура на која што го нудиме на гостите капење на сред езеро. Имаме голем тобоган, го поставуваме, можат да си го користат, да се капат, да уживаат на сред езеро, нешто поразлично од другите. И од минатата година воведовме уште една тура, тоа е Wine and Dine. Македонија е позната по убави вина. Ние споевме со добра храна, убав град, убаво крстарење, добро вино, сето тоа воедно како Wine and Dine искуство. И гости од каде ви доаѓаат најчесто? Гости имаме, како што кажав, од целиот свет, посебно во индивидуалните поаѓања. Меѓутоа сепак како најбројни можам да ги истакнам гостите од Полска, моментално. Гостите од Холандија се уште се доста бројни. И доаѓаат ли од Грција, еве? Од Грција традиционално доаѓаат за празниците.
Да, има и доста и од Грција. Србите ви се редовни посетители, предпоставувам? Бугарите почнаа да се враќаат од оваа година и ми е многу мило што настана тој пресврт. Така да очекуваме една убава сезона. Добро, кога разговараме веќе за туристите, може ли да споделите со нас некој среќен момент, некое посебно доживување што сте го имале на бродот? Сме имале доста. И тоа ни е поентата, тоа сакаме, значи луѓето убаво да си поминат на бродот. Сме имале многу запросувања, сме имале многу свадби, меѓу така поинтересните настани би сакала да издвојам два. Тоа се уште на самиот почеток со Армада имавме 80-ти роден ден на една баба од Бугарија. Нејзините синови организираа целата фамилија да дојде тука во Охрид и го прославија роден денот баш на нашиот брод. Тоа беше 80-ти роден ден со цела нејзина фамилија. Тоа мислам беше навистина посебен момент. И уште еден така што ми остави како посебен впечаток, тоа беше сопругот кој што не мојот сопруг на една госпоѓа, кој што и организира вечера по повод нивната годишнина. Го изнајми цел брод само за нив двајца, со изненадување, романтична вечера, со свеќи, со многу цвеќиња. Имаше испловено бродот? Да. Испловевме само за нив двајца. Ние бевме 7 души персонал, тие двајца. Така, беа ли млади или беа во поздрели години? Беа во така средни години. Да. Споменавте дека и една од бараните тури е токму зајди сонцето. На кое место застанува бродот Армада за да може зајди сонцето на Охридското езеро да се доживее најубаво? Турата почнува тука, покрај стариот дел на градот. Планирано ни е поаѓањето за точно кога ќе сме на зајди сонце да бидеме некаде на сред езеро. Така што на сред езеро онај поглед е навистина посебен. Најубаво доживување, дефинитивно. Елена, имам информација дека студиравте информатика во Битола. Тоа е професија која што е многу барана и популарна последниве години. Меѓутоа, еве, се откажавте од неа и се посветивте на пловидбата. Зошто? Само што завршив, односно и пред да дипломирам во Битола, имав понуда за работа како програмер. Но кога се замислив себе си 6 дена, 8 часа само пред компјутер без езерото, затворена во затворен простор, а езерото дава шириочина, сватив дека тоа не сум јас, дека ми треба природа, дека ми треба простор и затоа решив да се вратам назад во Охрид. Во меѓувреме размислував можеби да бидам професор по информатика, но бидејќи има веќе положено за туристички водич, јас почнав да работам како туристички водич низ градот. Другата професија, значи природата, туристите, тоа ме привлекуваше повеќе и целосно се префрлив на туризмот. Па дојде туристичката агенција, па бродот и така. Работејќи во професија каде што капетанската униформа главно е резервирана за мажи, вие ги бришите оние граници меѓу половите. Постојат ли уште родови стереотипи во оваа професија сметајќи ја дека е машка и дали се соочувате со одредени ситуации да добиете некаков коментар дека сте жена условно кажано во машки свет и како реагираат патниците кога ќе се качат на брод и ќе видат дека со него ќе управува жена? Стереотипите се губат. Тоа е факт. Ние на Балканот ги имаме уште повеќе, кај странските туристи тоа веќе е најнормална работа. Имало коментари, нема потреба да се влегува во дебата. Сепак, после добро завршена работа, кога ќе се свози турата, кога ќе се вратиме безбедно на пристаништето, кога ќе сватат дека полот не е битен за јачината на професијата, се повеќе имам комплименти одошто критики, така што полека, но сигурно се менуваат тие стереотипи. Добро. Подготвувајќи се за подкастот, имав можност да прочитам информација дека во светот некаде околу 3% од капетаните се жени. Каква е таа статистика во Македонија и постои ли интерес кај девојките во Македонија да работат во пловидбена струка? Па мислам дека јас го кршам мразот, бидејќи јас кажав дека од моја 7 година сум тука на пристаниште, немаше ни едно девојче пред мене. Меѓутоа сега работите се менуваат, на нашиот брод имаме повеќе девојки кои што работат, веќе и на другите бродови гледам дека бараат девојки за работа, не е само да се бараат машки. И се надевам дека ќе бидам инспирација да дојдат и други девојки.
Се надевам и јас. Заедно со сопругот во ист ден го положивте капетанскиот испит. Како прославивте? Во домашна атмосфера. Вие Со фамилијата, со децата. мајка сте, значи, на две малолетни деца, едното од нив е девојче. Како би се однесувале ако таа во иднина одлучи да биде капетан? Тоа апсолутно ќе биде наша гордост и наш успех. Секако најголем успех според мене за родителот доколку детето продолжи она што тој цел живот влогувал, цел живот вложил, така да продолжат по нашите стапки. Возите брод, возите и автомобил, што ви е полесно? Тешко прашање. Полесно. Автомобил е полесно, бидејќи е на копно, а бродот е, како што кажав, не треба само правецот, тоа е како да возите на мраз, така да треба многу повеќе концентрација, многу повеќе параметри да се читаат, меѓутоа е поголем предизвик и кога ќе се заврши, кога ќе се слози е поголем успех. Копно или вода? Вода. Дефинитивно. Така, сакам да ве прашам уште нешто, значи кога ќе заминете од бродот, кога ќе слезете, каква личност е без капетанската униформа? Сопруга, мајка и личност која што многу сака да патува. Секој можен слободен момент го користам за некој патување, секако тоа не може во летниот период, меѓутоа затоа, бидејќи ова сепак работа со сезонски карактер, зимата ја имаме пред нас и доста често патуваме. Патувањата се оние што ми даваат инспирација и ми даваат енергија за нови предизвици. Имате ли омилено место на Охридското езеро? На Охридското езеро омилено место тука покрај стариот град, сепак. Најубав е погледот. Волшебен е таму Охрид. Во секој случај, Елена, ви благодарам многу за интервјуто и за гостопримството тука на вашиот брод и се надевам дека и натаму кариерата ќе ви биде успешна и дека ќе ги скршите сите бариери и се повеќе девојчина ќе го следат вашиот пат. Ви благодарам. Ве чекаме на крстарење. Благодарам.